и да се може. Може, доктор? Може. Тема 1. Ајде, најпрво би сакала да ве прашам оно што највеќе ги интересира гледачите, што представува биоинформатика? Биоинформатиката е наука која што е се смета дека е релативно млада, меѓутоа се работи многу одамна на неа. Ние се занимаваме со еден дел од таа наука, примената биоинформатика. Тоа што значи? Таа се занимава со проучување на меѓуклеточниот програмски јазик, односно информацијски процеси во биолошки системи. Накратко тоа како би го објаснила, самото тело го гледаме исто како хардвер и софтвер. Таа комуникација што се одвива помеѓу нашите органи и клетки, всушност е баш таа која што е одговорна за да се случи еден нормален физиолошки процес. Кога ќе настане проблем во комуникација помеѓу клетките, тогаш настанува и некоја заболување, односно дисфункција. Не мора секогаш да е нели некоја болест. Оваа наука ни дава многу големи можности, затоа што кај нас во нашиот центар веќе го познаваме меѓуклеточниот програмски јазик, што ни дава можност, откако ќе направиме функционална дијагностика во центарот, да дадеме точни, прецизни инструкции преку незиниот меѓуклеточен јазик, со што ги подсетуваме органите и клетките како да се вратат во нормална функција. Какви дијагностики се поставуваат во вашиот центар? Дијагностиката кај нас е нешто што се користи многу години во медицинска пракса. Всушност го мериме истиот тој мембрански потенцијал кој што се мери со ЕКГ и со ЕЕГ апаратот. Преку добиените вредности, многу прецизно ја гледаме функцијата на секој орган, односно еден ранг ни покажува дали тој орган има нормална функција, ако се пониски вредностите покажува дека имаме послаба функција или дека некаде веќе постои некој воспалителен процес. Со дијагностиката, која што ни дава доста прецизен увид во тоа што се случува, гледаме дали одредени слабости предизвикуваат некакви симптоми, како што е, например, уморот. Уморот не е заболување кое што може да се измери во генерално било каде, нели? Или оној слаб имун систем, или несоницата, или преоптеретен нервен систем, недостаток на фокус, концентрација, меморија, недостаток на желба, ентузијазам. Сите тие состојби кај нас доста прецизно ги гледаме и гледаме точно комплетно како еден жив организам функционира, што му недостасува за да биде тоа идеално. И после таква дијагностика, нели, кога веќе ќе видиме причината за многу одстапки и проблеми, веќе е многу полесно да се реши некој проблем кој што претходно немал ниту дијагноза на некој начин. Така да. Би сакала да ве прашам дали во вашиот центар подготвувате терапија? Да, соодветно на оваа веќе добиена функционална дијагностика можеме многу прецизно, многу точно да направиме комплекс од клеточни сигнали. Тие клеточни сигнали даваат инструкција на секој орган како да се врати во нормална функција. И можеби што е уште поинтересно и што е револуционерно во терапијата, можеме да го активираме процесот на регенерација во било кој орган. Затоа што многу заболувања се всушност дегенеративни процеси. Нели, ако ние имаме некој дегенеративен процес и не недостасува дел од органот, веќе, например, 30% од тој орган веќе го нема, можеби како резултат на генетско заболување, како резултат веќе на возраста. Меѓутоа, ние во тие органи можеме да го активираме процесот на регенерација, со што се дава инструкција на сопствените матични клетки да се развијат, односно диференцираат точно во тој орган во кој што ќе му дадеме инструкција, кој што има недостаток. Така да веќе од овој аспект имаме вистина предобри резултати кај регенерација на заден сегмент на око, регенерација на срце, регенерација на нервни клетки, после мозочен удар, после одредени оштетувања на нервниот систем, се регенерира црниот дроб, се регенерира желудник, 12-палачно црево, многу органи се регенерираат всушност. Одлично. Добре? Уште ви се зборува.